Почитувани пријатели, мило ми е што ве гледам во толку голем број. Се надевам дека во наредниот период ќе имаме сосема доволно сила да успееме сето она што го имаме предвидено со нашата зелена програма да го реализираме во најбрз можен рок, заради тоа што тоа е потребно на Македонија, тоа му е потребно на Балканот и тоа му е потребно на светот. Слоганот ни е: имаме уставно право на здрава животна средина. Според Уставот на Република Македонија таа е темелна вредност на правниот поредок. Но дали тоа е навистина така? Македонија не е зелена држава, развојот на Македонија не е одржлив, градовите во Македонија се задушени заради интензивната и непланска градба, а граѓаните живеат во услови на загаден воздух, недоволни зелени површини и неефикасно организиран јавен транспорт. Често при развивање на инфраструктурни проекти се загрозуваат извори на водоснабдување, се навлегува во зони на заштита на биолошката разновидност, се сечат големи површини под шума или пак тие горат. Инспекцијските служби се недоволни за да спречат или да ги намалат прекршоците врз животната средина или сериозни дела во областа на еколошкиот криминал. Загадувањето е извонредно високо. Во тоа особено предничат индустриското загадување, енергетскиот сектор и транспортот, кои директно влијат врз воздухот, почвата, водата, биодиверзитетот, а со тоа и на човековото здравје. Всушност, директно и на финансискиот и економскиот сектор на државата. Годишно за лекување и боледување како последица од загадениот воздух се трошат 253 милиони евра. Сведоци бевме на пролонгирањето на роковите за еколошко прилагодување на големите загадувачи. Некој од нив, како така, го заврши, но некој не. Макстел рече си 1 година доснеш. Југохром рече си до вчера работеше. Рек Битол и рек Основе, за нив има време. Далеко е 2017. А во меѓувреме, Скопје, Тетово, Битола, Кичево и другите градови прст пред око не се гледа. Поликлиниките и болниците се полнат, зашто место воздух народот дише прашина и отрови. Скапо е справувањето со загадувањето. Помеѓу 2 и 4 милиарди евра. Сепак, решенија има. Сериозни и одговорни. Само потребна е силна политичка воля. Пред се, неопходно институциите да ги зајакнат своите капацитети и да преземат одговорни политики, како на пример правилно спроведување на процесот за издавање на интегрирани еколошки дозволи, 24 часовен мониторинг на загадувањето, поставување и одржување на мерни станици за загадување на воздух и на вода, намалување на емисиите домакинствата преку изработка и спроведување на стратегија за воведување чисти горива. Забрана на движењето на возила под Евро 4 стандард, заштита на постојното зеленило и негово зголемување, расчистување на дивите депонии со отпад, примена на обновливи енергии и енергетска ефикасност. Непреземањето акција, значи последиците може да бидат фатални по човекот, живиот свет и климата. Светските лидери конечно ја препознаа опасноста и на самитот на Обединетите нации за климатски промени во Париз. 195 држави го усвоија првиот универзален и правно обврзувачки договор со кој треба да се ограничи зголемувањето на глобалната температура под 2 целзиусови степени. Овој договор Македонија мора да го ратификува во најбрз можен рок. Со овој договор државите го одредија крајот на ерата на фосилни горива и долгорочна насока за одржлив развој кон нискојаглеродна економија, или поточно кажано, трансформација на постоечката економија кон зелена економија, што значи економски систем кој е одржлив, остварлив еколошки и овозможува социјална еднаквост, ориентиран кон општеството, а не кон максимизирање на профитот. Во дом сме свесни дека процесот на реализација ќе биде долг и макотрпен. Тој процес бара координираност помеѓу централната и локалната власт, приватниот и јавниот сектор, бизнисот и науката, државата и граѓаните, и тоа во следниве области: зголемување на енергетската ефикасност, преминување кон обновливи извори на енергија, зголемување на одржливиот транспорт, зацврстување на националната еколошка инфраструктура, питка вода, шуми, почви, воздух, биодиверзитет, поддршка на одржливо земјоделство, особено на органското производство, поддршка на одржлив туризам, управување со отпадот и отпадните материјали со максимална искористеност и негово рециклирање, односно воведување циркуларна економија. Затоа ќе ги преземеме следни мерки и активности: полесен пристап до финансии за бизниси кои го намалуваат или минимизираат штетните влијанија врз животната средина, еднаков пристап и можности за домашните инвеститори во слободните економски зони,
првенство ќе им биде давано на инвестиции во зелената економија. Создавање на стимулативна рамка за развој и јакнење на облици на економска демократија, задругарство, социјално предприемништво, работничко акционерство, намалување на даночните обврски за малите и средните предпријатија кои со своји средства повели иницијативи и покажале резултати за озеленување на своето економско действување, инвестиции во истражувачко-развојни дејности, иновации, образование. Предвидуваме и неколку зелени финансиски инструменти. Еве дел од нив. Инструмент развој на мали бизнеси. Државата преку банките ќе обезбеди државни гаранции во износ од 50% за финансирање на компании во ран стадиум. Етичко банкарство. Дом ќе понуди финансиски инструмент со кој банките ќе бидат обврзани на општествено и еколошко одговорно однесување, односно банкарство. Целта е 1 до 2% од пласманот на средствата да бидат наменети за одржливиот развој и креирање одржлив раст. Во рамките на енергетиката, Дом енергетската политика ќе ја развива интегрирано со заштитата на животната средина. Целите на оваа политика се развој на енергетска независност, односно нејзино редуцирање и поттикнување на сопствени енергетски капацитети, на начини со кои би се намалили емисиите на штетни супстанции во животната средина, како и развивање енергетските партнерства. Енергетските цели на Дом се во согласност со меѓународните договори и политиките на Европската Унија. Политиките на Дом во енергетскиот сектор ќе бидат насочени кон следното: ослободување од увоз на енергија до 40% од сегашните потреби на земјата кои сега ги увезуваме, ревизија на националната стратегија за енергетика, ревизија на енергетското законодавство кој ќе се гарантира повисок удел на обновливите извори на енергија и спроведување на најдобрите практики за нискојаглеродна економија, формирање фонд за животна средина и енергетска ефикасност управуван врз професионална основа, децентрализација на произведените можности за електрична енергија со цел подобро задоволување на енергетските потреби на земјата, приоритетно од семејства, кооперативни односи и други инсталации, при што инсталирањето на обновливите извори на енергија и поврзувањето со енергетскиот систем да биде апсолутен минимум. Спроведување на ефективни механизми за зголемување на енергетската ефикасност во индустријата, комерцијални, стамбени и административни згради. Неодложно воведување на енергетски пасош за сите објекти. Сето ова води кон една нешто: отварање на нови работни места. Невработеноста во Македонија е најголемиот проблем со кој се соочува македонскиот граѓани. Таа е причината за иселување на младите, испразнетите градови и села, необработени површини, неможност за професионална афирмација. Во Дом знаеме дека единствениот начин да се запрат овие процеси е да се започне со вистинска економска, еколошка и социјална обнова која креира зелени работни места. Поддршката за креирање на зелени работни места е остварлива преку неколку политики кои вклучуваат субвенции, вклучување во тековниот пазар на јаглеродна трговија и имплементација на механизмот за чист развој, даночни реформи, воспоставување на поголем опсег на еколошки даноци и нивно зголемување, воспоставување на регулаторни алатки кои ќе се користат за развивање на позелени технологии, производи и услуги, енергетска алтернатива, усвојување на закон за проширена одговорност на производителите кој ќе предвидува намалување на отпадот и добивање суровини кои со рециклирање можат повторно да се искористат. Буџет наменет за истражувачко развојни активности. Ова беше делот кој што се однесуваше на животната средина, односно спречувањето на загадувањето и она што е суштинско значење, воведувањето на зелената економија.